87,2 милиони денари се издвоени за дореализација на проектот Брана на река Отиња и дополнителни 20 милиони денари за надомест на одземен имот, односно експроприација. Вчера попладне со 67 гласа за, 7 против и без воздржани, собранието го усвои ребалансот на буџетот за 2024 година. Со ребалансот вкупните приходи се планирани на 318,2 милиарди денари, што е за 2,6% повеќе во однос на иницијалните проекции. Вкупните расходи се планирани на 362,8 милиарди денари или за 5,6% повеќе. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска претходно образложи дека ребалансот предвидува над 4 милиарди денари дополнителни средства за исплата на плати и 5 дополнителни милиарди денари за исплата на пензии. Со надополнувањата, како што рече, се обезбедуваат средства за исплата на плати како и набавка на опрема. Меѓу другото, во Државната изборна комисија се дополни износ од 350 милиони денари, 147.000 денари за набавка на опрема во инспекцијскиот совет, 60 милиони денари во МВР за набавка на материјали за лични документи, 87,2 милиони за дореализација на проектот Брана на река Отиња и дополнителни 20 милиони наменети за надомест на одземен имот. Кај Македонската академија на науките и уметностите предвидени се 18,7 милиони денари за научно-истражувачки проекти и 3,3 милиони за набавка на опрема, како и 138.000 денари за дореализација за набавка на опрема кај Народниот правобранител. Министерката ребалансот го опише како надграден документ со кој се надоместени пропустите во планирањето на иницијалниот буџет и обезбедени се средства за исплата на сите права во согласност со законот. На тој начин, според министерката, обезбедени се средства за целосно сервисирање на сите права и доспејани обврски до крајот на годината, средства за пензионерите вработените во администрацијата, за бизнисот, здравството и слично. Со ребалансот на буџетот се издвојуваат 6 милиарди денари за проекти во општините.